Колешке, се согласувам дека во овој буџет бројките кои што ги изнесовте се тие. Тоа е точно. Но објаснете им на граѓаните да знаат, покачениот буџет во здравството најмногу се должи на проектираниот буџет со кој што треба да се гради клиничка болница во Скопје, која што ќе чини пола милиарда евра. Иста таква болница, изградена во Виена, од каде што ќе дојде фирмата која што ќе биде инвеститор, пред 3 години е изградена за 250 милиони евра. Тоа им го објаснете на граѓаните. Тоа да им го објаснете на граѓаните. Како носите, проектирате буџет, а уште немате изготвено и завршено физибилити студија, дали тоа земјиште кај што мислите е соодветно на барањата кои што се бараат. Не е завршено. И ваков клинички центар, еве, јас ви кажувам дека никогаш нема ни да почне да се гради. И тоа е само едно лажно ќеветување во неопределено идно време, што никогаш нема да се случи. Зборувавте се вложувало во човечки ресурси. Знаете во кои човечки ресурси? Освен таа покачување на платите за докторите наместо 100.000 за 20% и за административците кои што ви штрајкуваат за 5%, се вложува, е покачен буџетот за околу 200 милиони денари за вршење на здравствени услуги. За тоа се троши. Тоа е човечки ресурс. Непотребни пари се трошат. Кажете ми, во тие човечки ресурси нели спаѓа едукација на докторите? Колку средства имате издвоено? 0 денари. Трета година поред 0 денари за едукација на докторите. Ке зимаат ли пари за дежурствата специјализантите? 0 денари. Тоа е вложување во човечки ресурси. И зошто не им објасните на докторите, ново завршени доктори, зошто од 240 завршени, само 6 души почнаа со предвидениот 6-месечен стаж од пред 20 дена. Законот го донесовме пред 9 месеци, од тогаш 260 завршени доктори се пријавија 60, а од тој период за 2 месеци од 60 само 6 души прифатиле сега да го обават тој стаж за кој што нема да земат плата. Затоа што нема одвоено средства во тој буџет. Тоа е разликата. За 2 месеци 60 доктори иселени. И за тоа пак ви е крива владата на ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам.